Не се реализираше најавата на министерот за транспорт и врски Благој Бочварски дека за 10 дена ќе се реотвори по трет пат огласот за распределба на социјалните станови во зградата, кој ги чека станарите веќе 3 години. Денес побаравме официјален став од Министерството за транспорт и врски зошто се уште не е отворен огласот кој министерот на 24 февруари го најави за 10 дена. Денеска ние имаме повторно формирано комисија која што веќе работи на распишување на новиот оглас. Моите очекувања се дека за 10 дена од денеска ќе биде распишан повикот на кој што ќе можат да се пријавуваат сите граѓани од општина Струмица на кој што им е потребен кров над глава, јас би рекол, или им е се потребни подобри услови за живот. Верувам дека оваа зграда ќе го даде својот резултат и нејзината примена. До затварањето на ова издание на вестите на Канал Вис немаме одговор. Граѓаните кои во претходните информативни прилози беа снимени, овој пат не сакаа да зборуваат пред камера, било дека предолго го чекаат огласот и веќе изгубиле надеж. Дел од нив, по најавата на министерот на 26-ти, почнале веќе да ги комплетираат повторно документите за апликациите, а социјалната зграда во Струмица започна да се гради 2017, се комплетираше 2019 година. Кратко откако беше готова зградата се отвори првиот оглас, ама се поништи. За по неколку месеци повторно да се отвори нов оглас. Од вториот јавен повик до денес нема нов оглас за распределба на 37 станови. Становите се наменети за лица без родители, лица со инвалидитет, самохрани родители со мали деца, деца кои користат социјална помош, лица од ромска заедница, слепи и други категории кои согласно одлуката го имаат правото да конкурираат. Огласот засега не се знае кога ќе биде повторно реотворен.